Иако музичарите немаат речиси воопшто работа последниот период додека трае епидемијата со коронавирусот, сепак креативноста кај нив е на високо ниво. Во музичкото студио Тмница периодов е снимено авторското дело на виолинистката Слободанка Ничевска. Низината соработка со искусниот музичар и продуцент Никола Димовски Тмница трае подолго време, а овој пат резултатот е дело кое спаѓа во авангардна класична музика и се нарекува Сонце. Има еден период кај што веќе познатата Слободанка Ничевска, која што е виолинист во опера и балет, Националната опера и балет, сними доволно материјал за едно CD, веќе ја има и по социјалните мрежи, на YouTube исто така. Многу позитивни критики има за нејзината работа, убави видеоспотови. Тоа е еден дел кај што го посветивме како студио и како веќе пријатели, завршена работа за професионалец од својот вид. Некој ја нарекува македонската Венеса Меј, ама јас ќе кажам Слободанка Ничевска. Затоа што Венеса Меј си е за себе. А ние градиме еден бренд од Македонија кој што мора да излезе. Тој е таков потенцијал на композитор, на аранжер, на инструменталист, кој што мора да исплива надвор од границите на оваа наша прекрасна земја. Ова е трето авторско дело на Ничевска. Сите љубители на убавата музика може да го најдат на нејзиниот YouTube канал, како и на социјалните мрежи за песната изработени музички спот во Кокино. Делото прозвучи прекрасно, затоа што многу пати тоа го имам до сега спомнато, дека како музиката, нас, уметниците, композиторите што сме, може да ни свири, да ни одзвучува во главите, меѓутоа ако не се сними во студио конкретно или ако жив оркестар тоа не го одсвири, никогаш нема да бидеме свесни како нештото всушност може да звучи. И тогаш знаеме како публиката ќе реагира на нештото, дали допира до чувствата на луѓето и така натаму, и секако во прашање и вкус. Насловот се спои баш со местото затоа што тоа е познато како обсерваторија на Сонцето и на звездите, и на предлог на мојата драга пријателка Марина Аврамовиќ. Отидовме таму, јас, она и филмофилската продукција, за да го снимиме спотот со целиот тим, со целата екипа. Вистина и Вулкан се другите две авторски дела на оваа талентирана и харизматична виолинистка. Таа вели дека е задоволна од соработката со Тмница и се надева дека наскоро ситуацијата со епидемијата ќе се подобри. Можам да кажам дека сум презадоволна од нашата соработка, затоа што почетоците почнаа со опишување на текстови од моја страна за фестивалот Детски јаболчиња, кој што 25 години оваа година требаше да прослави јубилеј, но нажалост ради короната не може да се одржи настапот и дечињата се исто така многу тажни, затоа што и моите две керкички требаше да настапат на овој фестивал и така цело време прашања кога, меѓутоа никој не знае. Ето исто јас како Никола Димовски Тмница сум оптимист и се надевам дека во скоро време ќе се направи некаков модус за да тргне културниот живот во Македонија и нормално и секаде во светот во еден прав пат, да се врати нормалата во живот. Димовски пак додава дека културата мора да се негува. Културата е корен, почеток, значи на се што е историјата и традицијата на еден народ. Ако ние културата не ја запазиме како светиња, пазете, во Македонија за музиката, за фолклорот правам муабет, единствена земја во светот која што е признаена од светски музичари беше Чик Кореја, познат цајзрист, клавиатурист. Во Македонија не можеше седумка да отсвири. Вие сте ванземаљци, вика. Вие составате музика од прекршени ритмови, неправилни ритмови. Значи, ние имаме најдобар фолклор.
Најмалку во Македонија се посветува внимание на културата. Културата е основа на еден народ. Значи, корените на еден народ започнуваат со култура. Ничевска наскоро планира и промоција на CD со своја авторска музика.